Ова е Фреш Интернешнл, следуваат најактуелните информации од светот. Поранешниот хрватски премиер Иво Санадер доби 9 години затвор поради извлекување пари од државни институции и фирми преку маркетиншката агенција Фими Медија. На Санадер ќе му биде одземен имотот кој гласи на негово и на име на неговото семејство. Доколку биде потврдена првостепена пресуда, освен затворска казна, Санадер ќе треба да врати и околу 2 милиони евра. Украинскиот парламент денеска изгласа суспендирање на референдумот за иднината на Крим, кој Кримскиот врховен совет го закажа за 16 март. Парламентот во Киев го повика Врховниот совет на Автономната република до утре уште еднаш да ја разгледа својата одлука за одржување референдум и да ја усогласи со украинскиот и кримскиот устав. Цените на недвижностите на грчките острови се значително намалени во последните 2 години, пишува Грчки Катимерини. Просечните цени на куќите на популарните островски дестинации се намалени за 33% во однос на 2008 година, додека цените на големите имоти и луксузни домови паднаа за дури 40 до 50%. 16-годишно момче од Турција, кој беше тешко повредена од полицијата за време на минатогодишните протести, умре денес во болница. Младиот Елван беше погоден во главата од канистер со газ солзавец испукан од турската полиција кај паркот Гези. Од ударот на канистерот, момчето остана во кома, состојба од која не успеа да се спаси. Сирија е една од најопасните земји во светот за децата, соопштуваат од Детскиот фонд на Обединетите нации. Според нивниот извештај, 5,5 милиони деца се погодени од граѓанската војна во Сирија. Најмалку 10.000 деца се убиени, но реалната бројка најверојатно е многу повисока. На околу 2 милиони деца од Сирија им е потребна некоја форма на психолошка поддршка или третман. Ова беа најактуелните информации од светот. Довидување.